Малку познато е дека во оној момент кога се пријавив немав некои сериозни очекувања и стигнав до петиот круг, што е навистина голем успех за мене и до некаде очекував дека ќе ми се случи тоа испаѓање, затоа што станува збор за надпреварувачко шоу и тоа испаѓање всушност составен дел од самото шоу, па не беше некој голем новитет. Не знаев кога точно ќе испаднам и мора да бидам искрен дека по настапот кога завршив во бараж не очекував да испаднам затоа што добив одлични коментари, добив 5 гласови од можни 6. Сум имал и полоши настапи претходно, меѓутоа ете сум поминувал многу подобро, но како и да е не сум разочаран, што е исклучително значајно, бев спремен ментално на сето ова и до некаде сум и среќен што ова ми се случи, затоа што веќе подготвувам своја авторска песна, работам на таа моја музичка кариера и мислам дека вака сам можам многу покреативно да творам. Сите луѓе што ја гледаа емисијата во сабота ми го поставуваат ова прашање, затоа што се навикнати некако луѓето постојано таму да се пријавуваат и да се пријавуваат се до оној момент додека не влезат во финал или не потпишат договор. Јас не сум еден од тие, never say never, меѓутоа стварно не планирам следната година да се пријавам, можеби некогаш ако повторно имам потреба од такви адреналини, моментално не се гледам себе таму, затоа што сватив дека звездите на Грант не се моја природно окружување и не можам да дадам 100% од мојот максимум, што ми е до некаде и жал, меѓутоа не би одговорил конкретно за евентуално да не ми се случи повторно пријавување, па луѓето да го земат ова онака за готово. Јас всушност се пријавив на звездите на Грант, сакајќи потајно токму Карлеуша да биде мојот ментор и во оној момент кога гласа, затоа што во првиот круг се одвива на слепа аудициите, имаше нели зид. Ја не знаев кој ми дал глас, кој не, и во оној момент кога видов дека сум го добил нејзиниот глас, само се молев да го потврди, затоа што во случај да се случеше спротивното, веројатно ќе се откаже. Немав некоја желба да не дека ги потценувам останатите членови, меѓутоа мојата цел беше исклучиво да работам со Карлеуша. Ја некако сум израснал со ликот и делото на Карлеуша. Многу често сум ја следел нејзината кариера претходно, многу повеќе нејзините интервјуа отколку нејзината музика и страшно многу ми се допаѓа начинот на кој што размислува и се изразува, знае да претера, меѓутоа така валјда треба у шоу бизнисот. И токму тоа го научив од неја, како да се однесувам. Малку сум некако смирен, затоа што немам багаж позади себе и просто не ми доликува да се однесувам како што се однесува таа, меѓутоа научив да бидам борбен, научив да се борам лавовски, научив да не попуштам, да не покажувам емоција, да не покажувам емоција додека добивам критика, да не заплачам, иако тоа е сосема природно и нормално, меѓутоа сметам дека таквите слабости многу често доведуваат до злоупотреба кај останатите луѓе, доживување во еден вид на жртва, што мене никако не ми прилега за она што сакам во иднина да го работам. Жал ми е што од друга страна немав нешто многу можности да работам со неја. Карлеуша има одбран тим кој многу повеќе работи со нас отколку самата таа и од тој аспект не можам да се пофалам дека имам одлично искуство со тие луѓе, меѓутоа секогаш кога Карлеуша беше присутна на тие проби, ја имав одличен однос со неја, многу професионален, мајчински, знаеше на еден вистински начин да ме советува, да ме критикува, да ми даде некако сили да настапам уште подобро во следниот круг, така што сите пофални зборови од моја страна кон неја. Ме радува од една страна што полека, но сигурно тоа јутуберство станува сериозна професија, може да се живее од тоа дури. Во Македонија се уште послабо, меѓутоа не е невозможно. Јас на YouTube се појавив прв пат во 2017 година, ако не се лажам, сам, на српски снимав, затоа што имав ја тогаш не знаев дека постојат јутубери, дека јутубер како професија е нешто што постои или можеби ќе постои. Го снимав моето прво видео по излегување од тоа едно реално шоу во кое што бев учесник, со намера да одговорам на сите најпоставувани прашања од луѓето, затоа што реално ме вознемируваше
поединечно да одговарам на секој еден човек кој го гледал тоа шоу и го интересира дали постојат местенки, сценарија, вакви или такви случувања. И одлучив да направам едно модерно, тоа се вика story time видео во кое што одговорив на сите тие прашања и во оној момент кога некој ќе ме прашаше како помина, јас сакав само линк да му пратам, да си олеснам работата, меѓутоа подоцна тоа некако ми се допадна и сватив дека можам да го работам. Во меѓувреме сватив дека и постојат луѓе кои тоа го работат сериозно. Со Ивона бевме еден тандем кој траеше 2 години. Направивме бренд од себе затоа што навистина нашиот канал имаше сериозен раст за многу брзо време и достигнавме некој озбилен успех, меѓутоа се што убаво кратко трае. Ни се размина патиштата од тој професионален аспект. Јас и Ивона и ден денеска сме најдобри пријатели, меѓутоа немавме доволно заедничко слободно време, што беше некоја суштина за наше распаѓање. По извесно време отворив поединечен YouTube канал на кој што и ден денеска снимам и се трудам просто да ги пренесам сите оние интересни нешта кои ми се случуваат во животот, а луѓето евентуално би ги интересирало и тоа одлично ми оди. Од време на време не можам да кажам дека сум многу активен, но почесто објавувам некои влогови од снимање, конкретно Звездите на Гранд беа моја окупација 2 години скоро. Ги снимав сите тие проби, снимање и така натаму и тоа им се допадна на луѓето, еве сега продолжувам, снимам песна и тоа им го влогувам. Све што генерално правам у тек на денот, месецот, годината, го снимам и го пласирам на таа платформа и тоа очигледно им се допаѓа на луѓето. Не знам дали се мисли на македонски јутубери, да, малце ми е непријатно сега да ги одвојувам, но и не ми е затоа што не постојат нешто многу јутубери, за жал. Ќе ги одвојам оние со кои што приватно најмногу се слушам најчесто. Тоа се дефинитивно GP кој има најмногу сабскрајбери, најголем број на луѓе, публика кои го гледаат, го почитуваат, ја сакаат неговата содржина. И добро го работи тоа, многу професионално, има добра опрема, знае да ги едитира видеата. Ова го зборувам од професионален аспект, не само пријателски, затоа што ја го почитувам приватно или се дружам со него, туку генерално професионално гледано, GP го има најпрофесионалниот YouTube канал, тука е Стефан. Од неодамна ја имаме повторно и Благица Дзунзуровска, која беше имено и учесник во Звездите на Гранд, испаднавме во иста емисија. Лазаров е нов јутубер, ајде рече 3, меѓутоа морам и него да го споменам како исклучително креативен. Во последно време постои содржина која во мој свет не е прифатлива, меѓутоа све што е ново е можеби потешко прифатливо, но интересно и за почит, така што да, четворица. Јутуберите во 21. век се она што во 20-тиот беше Здравко Чолич за нашите мајки, баби и така натаму. За жал или среќа имаат огромно влијание на особено тинејџерите, малолетните. Генерално луѓето на моја возраст не соодветствуваат со содржината што јас ја пласирам. Во случај тоа да не се влогови. Влогови мислам дека може секој да гледа, затоа што е интересно. Кога патувам, се снимам, сакаш да видиш како е, можеби сакаш и ти да отпатуваш, но видеа кои се статични, тематски, просто не идуваат на предрасуди од повозрасните и затоа имаме поголемо влијание на помладата публика, меѓутоа да, сериозно влијание, кое не знам колку е добро, затоа што јас како поединка имам онака сенс дека ме гледаат млади деца и дека тоа се луѓе кои тек сега ги некако формуваат своите мислења, ставови и така натаму и дека секој мој збор може да влијае на нивното наградење на нивната личност, но постојат и луѓе кои се исклучително популарни, влијателни, а не размислуваат како јас. Не искам со ова себе да се издигнам и да кажам дека сум најпаметниот, меѓутоа е сериозен проблем доколку тоа е така и мислам дека тука најголемиот проблем е од страна на родителите кои просто треба да ги контролираат децата до одредена возраст, односно да им ја дозираат времето кое го поминуваат на YouTube, TikTok или било која друга социјална мрежа, затоа што не се само јутуберите оние кои се влијателни, сега имаме и нови професии, тиктокери, инфлуенсери и така натаму и све тоа има некакво влијание. Снимајќи, експонирајќи се на социјалните мрежи генерално, научив да не го споделувам животот во реал тайм, односно ако пијам кафе во некој кафеле моментално, ќе направам стори, но ќе го објавам од како ќе си заминам. Затоа што
мислам дека безбедноста ми е нарушена у секој момент кога 20.000 луѓе ќе го видат тоа стори, на пример, или тој пост, или тоа видео. И од тој аспект не знам кој со каква умисла ми приидува. Доаѓаат и тука многу луѓе кои сакат да се сликаат, да направат муабет, но верувам дека постои некој на кого сум исклучително иритантен, кој на кој му е лична сатисфакција да ме потцени, да ме исмее, со тоа да се возвиши себе си. Тоа се некои видливи фрустрации кои се уште постојат и на тоа све сум спремен и бев спремен во оној момент кога почнав да се експонирам, така што да, имало моменти кога просто луѓето ќе те препознаат, а немаат некои симпатии кон тебе, но секој поединец, секој од нас кој јавно се експонира, треба да биде спремен на такви ситуации, треба да знае да се соочи со нив. Од актуелните реални шоа не би прифатил да влезам, барем мислам дека не би прифатил. Реалните шоа секогаш биле примамливи за мене, јас сум љубител на тие социолошки експерименти, психолошки експерименти, какви и да се. Сум имал искуство во две од нив, едно македонско, едно српско. Тоа српското беше особено искуство. Меѓутоа, во овој момент мислам дека не сум спремен ментално да издржам реално шоу. Единствено нешто што не би одбило понуда за учество во Survivor, меѓутоа тоа шоу како такво не постои веќе со години. Мислам, одземена лиценцата, не знам дали уопште ќе се врати, но такво шоу не би одбил, затоа што сметам дека тоа единствено има некаква поента, све останато е too much од оваа гледна точка за мене.